Онлайн наставата во Средното општинско училиште Љупчо Сантов се одвива непречено, а предизвиците кои се појавуваат во текот на наставата се надминуваат тековно, информираше директорот Игор Христов. 10 дена по почетокот на учебната година професорите и учениците веќе се навикнаа на следење и одржување онлайн настава. Онлайн наставата се одвива комбинирано, дел од професорите кои што имаат потешкоти или пак евентуално немаат соодветна техника, компјутерска техника, наставата ја водат од самото училиште, додека пак учениците од дома, со тоа што имаме нормално укажување од МОН, доколку ученикот не може да ги совлада наставните материјали, соодветно до група од по 3 ученика може професорот да ги повика и да изврши консултации или олеснување на материјалот со физичко присуство, независно од тоа што ние како училиште немаме одобрение за физичко присуство на самата настава. Секојдневно добиваме анкетни прашалници од страна на Министерството за образование и наука со цел да ги информираме како се одвива наставата. За информација за родителите претежно, иако учениците и самиот наставен кадар тоа го знае, имаме варлес интернет мрежа на трите ката во нашето училиште, со тоа што поради непостојаниот проток на интернет, на брзината на интернет, истата да опремуваме со кабловски интернет, иако оптика е пуштена до самото школа, имаме 3 линии плюс од тихо дополнителна линија за информатичкиот кабинет. Од училиштето информира дека се надминуваат и проблемите со брзината на интернет конекцијата. Сите училници се опремени со компјутер и интернет, а доколку професорите имаат проблем со одржувањето на настава, истиот може да го пријават на техничкиот персонал во училиштето. Наставниот кадар, доколку има нејасноти во однос на примената на при користењето на самата платформа, има технички персонал кој што постојано е на располагање за да пружа поддршка и да ги оправува во делот на нејаснотиите. Кај учениците немаме проблем. Покрај онлайн наставата, менаџерскиот тим на училиштето работи на инфраструктурата, односно се реконструираат спортските терени во дворот на гимназијата и се поставува ново осветлување од источната страна. Имаме два големи инфраструктурни објекти, градба на инфраструктурни објекти, тоа реконструкција на старото кошаркарско игралиште во општина Кочани и стварање подлога од 182 квадратни метри на отворен фитнес објект. Инвестицијата е од блок дотациите на училиштето во висина од 2.152.654 денари без ДДВ или со ДДВ 2.540.132 денари. Самото игралиште ќе биде обложено со тартан, еластична подлога, тартан. Целосно ќе бидат сменети спортските реквизити и ќе бидат поставени 8 фитнес прави, а кошаркарското игралиште покрај кошаркарската функција ќе може да на истата подлога да ќе биде истретена подлога за играње на одбојка. Овие проекти се реализираат со средства од блок дотациите од општина Кочани.